I pozdrav svi ljudi, ja sam Stefan, kanal Reklame kako što možete da vidite. Ma nemoj. Kako mučenici v osnovno ili srednje učilište, site ние сме bile pod vladenjem na različnih profesora. Бидејќи ние въопшто не ги видовме дека имаат душа, голем број од нив ги мразевме. Но постојат и оние кои сме ги сакале. Па еве неколку типови на професори кои със сигурност имале можност да ги сретнете и да ги запознаете. Инаку пред да започнеме со видеово, доколку гледате видеово и се уште не сте претплатени на каналот, претплатете се за да станете член на македонската фаланга на Суперхеро. Исто така можете да се претплатите во знак на поддршка на каналот и доколку ви се допадне видео. И исто ова ќе ви кажеме на крајот на видеото. И сега пак ви кажам. А доколку веќе повеќе пати сте на каналот, гледате видеова и се уште не сте претплатени, што чекате? Инаку да, бесплатно е, не секирајте се. Многу интересно. А сега ајде да започнем. Строгиот професор. Тој е некој постар од 30 години кој во љубовниот живот нема среќа, па својата фрустрација ја исфрла, поточно ја лечи со тоа што ќе ти залепи една шлаканица дури ако помислиш да писнеш на неговиот час. Па ќе те склопуваат како во серијата Bones. Кај него се знае ред, мир и дисциплина. И работа, да. И не дај Боже кај него да пробаш да препишуваш. Таквото дело го санкционира со тоа што ќе те испрашува за лекции што треба да ги учите дури наредната година, потоа ти пишува кец низ целата графа, и тоа не со молив, не со пенкало, со маркер. И те запишува за белешка, те праќа га и психолог и плюс неправда, не, да, се разбира. Просто кажано полн пансион. Но доколку се работи за жена, таа е постара од 40 години и за таа навистина се молиш да не ти лупнеш лаканица, бидејќи не само што има тешка рака, туку и носи толку многу железо од накидна раката, што дури циганите ја пратат до дома во случај нешто да ги испадне. Професорот опуштено. Тоа е професор кај кој што можеш да правиш што и да сакаш. Да разменуваш слики, да си гледаш филм, да спиеш, па дури да ги плашиш девојчињата да нето со искористен презерватив. Да правиш жртва на сатоната, па дури да се пукаш у вена со албански крстен хорс. И да, тој секогаш ќе те крие кај твоите. За секој проблем вели само опуштено. Професор стар како желка. За него не се знае од кога е вработен и кој го вработил. Од кога работи во училиштето, 10 директори се сменети и половина од нив веќе се во гроб. Кога тој одел во училиште, кредит се уште не постоеле. И да, на него му треба околу половина час од наставничкијата канцеларија до училницата, односно до кабинетот, па така да додека тој да дојде на часот, доколку часот на време не помине, ти веќе си заборавил на кој час си дошол. И кога ќе завршиш основна, средна, факултет, ќе најдеш жена, ќе најдеш девојка, ќе се омажиш, швадарка ќе најдеш, ќе добиеш ќерка, ќе добиеш син од швалерката, ќе се разведеш, ќе се ожениш за швалерката, ќе се разведеш и од неа. Твојата ќерка ќе заврши основно училиште и потоа, кога ќе поминеш покрај училиштето, се уште ќе го видиш него како работи таму. Пипкачот. Тоа најчесто е професор по ликовно, музичко или физичко образование. Никој не го ферма, ама тој воопшто не е наивен. Тој младите девојки двосмислено и вешто ги пипка со лактот или шаката, поточно дланката, по нивните штотуку набубрани гради, вешто избегнувајќи ја казната, поточно забрана за приоѓање и плюс забрана за работа во јавни институции. Иако искрено и тебе ти е сомнолив, бидејќи речи си секогаш кога ќе дојде да ти објасни нешто, тој нежно ќе те погали по раката. Згодната професорка. Да. Таа е витка, млада, висока, убаво обликувана и можеби најважното, не сврди на цигари. Има големи гради или задница,
во некои случаи и двете, која ќе падне кредата и ќе се наведне да ја земе, длажноста во учениците и те како нараснува. Освен као оној типот од претходната епизода, поточно од претходното видео, од првата клупа, и тоа е толку голем несредник што сигурно кога и да се случи тоа, тој или ќе си ги блише на очарите, или ќе кива, или ќе ги врзува врзантите и тоа нема да го доживее. За жал. А потоа еден по друг ќе одат до тоалет и сега ќе се задржи од прилike 3 до 4 минути. Замислувајќи ја неа покрај веќе школката. Таа сегаш ќе ти покаже што не те е јасно, а тебе и онека баш се те интересира, што и да предава. Она глува професорка. А и што се дере како луда, полужните трапанчиња ти се собираат како фетус во втор месец од тинеџерска бременност, туку и тоа што е глува како топ. Па мора 500 пати јасно и гласно да ја кажеш што те интересира. И затоа целото училиште знае кога ти сакаш да одиш во тоалет, поточно WC, на нејзиниот час. Сепак, и тука има позитивни страни. Мислам нешто добро. Мислам во тоа што е глува, наглува. А тоа е тоа што за време на одговарање или испрашување ти можеш да се зборуваш за тоа како твојот дедо минатата година на селската слава упаднал во јама додека сака да ја гледа комшигата како се присавлекува, па тројица комши го ваделе од јамата до 4:30 на сабајле, за да не се удави таму. И ќе добиеш 4 за добро научена лекција. Епа луѓе, тоа беше тоа од мене за ово видео. Се надам дека ви се допадна. Доколку сакате да правам повеќе вакви видео, оставете лайк на видеово. Доколку ви се допадна видеото, исто така оставете лайк на видео, само немој 2 лайка да ставите, 3 или 1. Нека биде непадам. Така. Друго што сакам да ви кажам, да, во коментари пишувајте доколку нешто не ви се допадна во видео, исто така можете да пишувате што сакате оваа глава тука да ви сними за нареден пат. И ние се гледаме следниот пат. Не. Ви рекав дека пак ќе ви кажам нешто. А тоа е доколку ви се допадна видеото и доколку сакате да го поддржите каналот и да станете член на македонската фаланга на суперхерои и да го стиснете црвеното копче што се наоѓа, мислам, тука или тука. И тоа магично ќе стане сила. И така треба да биде. На него треба да пишува subscribe или претплати се. А сега, јас немам што друго повеќе да ви кажам. Ние се гледаме следниот пат, а до тогаш уживајте и поздрав!